Во рамки на подготовките за престојниот предизборен период, Партијата за целосна еманципација на ромите ги интензивира своите активности на терен со оформување општински ограноци во повеќе општини во државата. Деновиве, ваков огранок со целосно ново партиско членство почна да работи и во Кочани. Според председателот на партијата Самка Ибраимовски, целта е да се зајакне улогата на ПЦЕР меѓу граѓаните, односно да им се помогне во решавањето на проблемите со кои се соочуваат. При тоа тој најави дека партиското раководство планира и за престојните избори да коалицира со сегашните партнери од власта. Избравме добар тим тука, за разлика од претходните години. Се повлековме од луѓето што имаат багаж како граѓани. Одбравме еден млад тим, одбравме координатор за источниот дел на Македонија и одбравме председател, секретар и технички секретар и нормално и членство. Имате прилика да видите тука и на самиот екран се гледа дека имаме генерален секретар на општинската Жеско, технички секретар е исто Жеско, координатор на Источна Македонија Орхан Утишов и председател е Дженгис Джесијан за председател на општинската организација. Ние сме во коалиција и остануваме во коалиција со сегашната власт и за сега немаме намери да разговараме со било кого, затоа што коалицијата е добра, одлична, функционираме одлично, разбирање имаме, посебно со премиерот и функцијата околу реализирање нашите проекти во цела Република Северна Македонија се завршени 100% што ги имавме за 2019 година. Буџетот кога дојдовме на власт беше 10 милиони за ромите, сега веќе оваа година 2020 предвидено 40 милиони денари. Тоа е 300% покачување на буџетот за разлика од претходниците, односно од ВМРО да паре. Координаторот на Партијата за целосна еманципација на ромите за источниот регион на државата најави дека во наредниот период ќе се работи поинтензивно на решавање на отворените прашања за граѓаните, а ќе се зајакнува и соработката со коалициските партнери на локално ниво. Тоа што можам да го ветам како координатор на Источна Македонија е транспарентност, честност и пред се отвореност према граѓаните на општина Кочани. Морам да потенцирам една многу битна работа. Ништо нема да биде повеќе како што беше до вчера. ПЦЕР се појавува на локално ниво во општина Кочани. Од тука би сакал да упатам еден најдобронамерен апел до раководството на нашиот коалиционен партнер Социјалдемократскиот сојуз. Имено ПЦЕР како партија има, можам слободно да кажам, најлиберален статут за работа, така што нашиот статут предвидува подпишување на меморандум за меѓусебна соработка со своите коалициони партнери на локално ниво. Ние, поаѓајќи од нашиот статут, им испративме секако меморандум, кој требаше да се разгледа и очекуваме во најбрзо време да не информираат и да се подпише тој статут, мислам таа меѓусебна соработка, меморандум, за да можеме да продолжиме понатаму како коалициони партнери. Од ПЦЕР истакнаа дека при оформувањето на партиските ограноци на локално ниво се води сметка да бидат вклучени пред се млади луѓе, а при тоа се почитува и принципот за што поеднаква застапеност на жените во органите на раководење, за што пример е и Кочани, каде за генерален и за технички секретар се избрани припаднички од понежниот пол.